Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Денешната Медика Инфо Плюс ја посветуваме на Дауновиот синдром. Имаме два одлични поводи, затоа што во месец март е денот за лицата со Даунов синдром. Исто така и пред неколку дена, 2 април, денот на лицата со аутизам. За вовед во нашиот денешен разговор со моите гостинки во студиото одиме со прилогот што представува Даунов синдром. Даунов синдром, трисомија 21 или трисомија Г, хромозомско нарушување, предизвикано од екстра генетички материјал во 21-виот хромозом. Откриено е во 1866 година од лекарот Џон Ленгдон Даун, кој работел со луѓе со интелектуални пореметувања. Тој забележал дека дел од неговите пациенти биле толку слични што лесно можело да се претпостави дека се деца од исти родители. Тој забележал дека овие лица поседуваат широко сплеснато лице, дебел јазик, мал нос и биле ментално ретардирани. Подоцна ова генетско хромозомско пореметување е наречено Даунов синдром, а негова причина се одредени грешки во клеточната делба пред оплодувањето. Медицински гледано, Дауновиот синдром се нарекува трисомија 21. Всушност тој представува облик на хромозомопатија, односно грешка во комбинацијата на хромозомите во 21-виот пар на хромозоми, која настанува при клеточната делба на новиот плод. Имено при делбата на двата хромозома од едниот родител и двата хромозома од другиот родител, наместо во плодот се појавуваат два хромозома, се појавуваат три. Одредени научници сметаат дека таквата грешка е последица на неправилната делба на хромозомите, додека други сметаат дека станува збор за генетска аномалија, односно наследно пренесување на некои претходни генерации предци од семејството. Доколку трисомијата се појавува во исти клетки, станува збор за лице со класичен Даунов синдром, а доколку се офатени само поедини клетки, станува збор за лице со мозаичен Даунов синдром. Менталната ретардација кај овие луѓе може да се движи од лена до средна умерена. Малкумина од нив има тешка ментална ретардација. Застапеноста на Дауновиот синдром е 1 на 800 или 1000 раѓања. Ова ментална ретардација може да се открие за време на бременоста на жената преку амниоцентеза. Иако некои од физичките недостатоци не можат да бидат надминати, соодветно образование и грижа може да го подобри квалитетот на животот кај лицата со Даунов синдром. Ете како што видовте од прилогот што представува Даунов синдром, а повеќе и попширно со преку разговорот со моите денешни гостинки во Медика Инфо Плюс, госпоѓата Сонја Маџовска, председател во Порака Нова од Струга, и госпоѓата Анита Гаговска-Шутиновска, секретар во Порака Нова. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме, ви благодариме на поканата. Вие сте, мислам, дека адекватен фактор со кого што би можеле да позборуваме и да го одбележиме токму светскиот ден на лицата со Даунов синдром, впрочем 21 март, неодамна беше токму овој ден посветен на тие лица. Кога се одржа, би кажале, значи на самиот почеток, првото одбележување, од кога започна оваа манифестација да биде официјална како светски ден на лицата со Даунов синдром и од страна на која асоциација беше таа првична иницијатива? Значи, ова е 11-та година кај што се одбележува светскиот ден на Дауновиот синдром. Обединетите нации го прогласија 21 март како ден на лицата со Даунов синдром, од символична причина што се јавува трисомија на 21-тиот хромозом и затоа е избран 21-ви, трети. Точно символиката. Да. Така. Дауновиот синдром може би една од најстарите болести кога станува збор за пишани во историјата на човештвото, па ете Сонја би кажале што представува како вертира. Дауновиот синдром значи е откриен уште пред 100 и повеќе години, значи уште во 19-тиот век од еден англиски лекар кој што според чиво име е и наречен Даунов синдром. Инаку тој бил лекар што се мислам што чива специјалност била лица со интелектуални заболувања и разгледувајќи ги ваквите лица кои што имаат исти симптоми, значи кои што имале коси очи,
Иста физиономија, така, да, слична физиономија. Слична физиономија, значи низок раст, неправилна форма на уши, на носе, ги класифицирал посебно од другите и ги нарекол, значи, како една посебна врста и така и настанал, така и се открил Дауновиот синдром. Во тоа време тоа било наречено како една врста на хромозомско, значи, пореметување, нарушување, да речеме. А потоа, според тоа што тој ги открил, бил наречен тој како севкупност на тие симптоми Даунов синдром. Значи, овој синдром е откриен многу рано, така да до ден денес, значи, се откриени многу значајни фактори во однос на неговото појавување, Така, токму тоа сакав да прашам. Значи, статистиките кажуваат сонја дека најчесто на 700.000 породувања едно дете се раѓа за жал со спецификата Даунов синдром во светот. Кои се причините и факторите кои што можат да се класифицираат и наречат како основни фактори кои што предизвикуваат да дојде до оваа генетска модификација, генетски дисбаланс, така? Новиот синдром е најчеста хромозомопатија, значи на 700 раѓање, едно раѓање е дете со Даунов синдром и како најглавни причини, значи причината не се знае, значи 94% од сите лица родени со Даунов синдром го немаат наследено Дауновиот синдром, значи тоа е многу важно, не е наследно, кај најголем број од случаевите со Даунов синдром, како еден од главните фактори во однос на појавата на Дауновиот синдром се смета и е почест кај жените кои што постари раѓаат и во последните години доаѓа до една спротивност во однос на појавата на Даунов синдром. Значи, се повеќе жените денес раѓаат во последните посебно децении постари и Затоа може би е почеста појавата, така? Да, е почеста појавата, но од друга страна пак се појавени многу превентивни, да речам, диагностички процедури, тестови, скрининг тестови, со кои што може да се открие дека постои одредена хромозомопатија кај плодот и на тој начин, нели, најчесто оваа бременост се прекинува, така да тие се две спротивности кои што во последно време се случуваат, но сепак останува зачестеноста пак голема, сепак голема. Постојат, чинам, 3 типа на Даунов синдром, така? Би ги набројале кои се тие 3 типа? Да, постојат 3 типа на Даунов синдром. И тоа класичен или типичен тип. Тоа е тип каде што постои хромозомопатија кај сите клетки, значи имаме плюс еден хромозом на 21-иот хромозом и 94% од сите лица со Даунов синдром го имаат овој тип. Потоа исто така другите два се поретки, едниот е мозаичен, другиот е со транслокација. Значи тие се многу ретки. Основните 3 типа, така. Да, тие се многу ретки, но сепак сите 3 типа ги имаат, значи ги имаат истите знаци, односно ги набројале така токму кои се знаците и симптомите кои што пропратуваат едно дете родено со Даунов синдром, освен физиономијата, како што кажавме, физичкиот изглед. Дауновиот синдром е таков вид на синдром со интелектуална попреченост, кои што го препознаваат скоро сите лица, значи сите луѓе во општеството, кои ќе видат лице со Даунов синдром, обично го знаат тоа. Воочливо е, така. Да, воочливо е. Така да откривањето и препознавањето на бебе родено со Даунов синдром е уште во породилиште. Тоа е многу значајно и од помош на самите родители и општеството. Инаку, како најпрепознатливи знаци, тоа се косите очи, поради кои што некои го нарекуваат и монголоизам, потоа нискиот раст, неправилна форма на носот, на ушите, потоа исто така тука би дошло и задебелување на кожата кај капаците, кај очните капаци, браздата на дланката, задебелен јазик, тоа се значи надворешните фактори
И секако тука по кој што се препознаваат тие лица и најзначајното е и интелектуалната попреченост која што се појавува кај овие лица. Значи тоа се потешкотиите во однос на учење, адаптирање. Така, меѓутоа мора да напоменеме дека таа интелектуална попреченост е од блага до умерена. Да, различна е. Така. Да, тоа е не многу преовладува важно. до некој висок степен, така. Да, тоа е многу важно да се запознае, значи, јавноста дека интелектуалната попреченост не е иста кај сите лица со Даунов синдром. И не е така изразена. Да, Така. најчесто, но сепак би морале да кажеме дека најчесто е умерена. Значи, многу, околу 10% е тешка, но сепак 20 до 10% се смета дека лицата со Даунов синдром имаат лесна интелектуална попреченост, кое што сепак се надеваме дека и понатаму ќе напреднува во однос на ова, земејќи го предвид тоа дека се порано се открива и дека онаа рана интервенција кај овие деца може да ја подигне и да го подигне и на еден начин коефициентот на интелигенција, приспособување, можноста за учење и понатаму. Така, вие имате сигурно поголеми познавања и апсолутна елоквентност да кажете во врска со тоа, затоа што и работите како дефектолог во основното училиште Браќа Милодиновци во Струга. Тој податок кој што него напоменав на почетокот покрај претседателската функција во Порака Нова. Сега би оделе, Ане, значи заради малиот мускулен тонус, бебињата нели со Даунов синдром нормално покасно научуваат да седат, да играат, да јадат, тоа се некои нормални функции кои што вообичаено бебињата знаат да ги прават на одредена возраст. Кои се компликациите кои што ете се присутни кај децата со Даунов синдром? Дали е токму она специфично и обратно од дечињата кои што нормално прават ете тоа играат, трчаат, одат? Па добро, уште во, како што Сонја каже, уште во најмала возраст се гледаат некои назадувања кај детето со Даунов синдром. И важна е раната интервенција, значи и родителите многу е битно уште од самиот почеток да почнат да работат со логопед, со дефектолог, со психолог и да го носат детето кај нив, да ги работи сите моторички вежби, уште од самиот почеток, говорни вежби, за да дојде до одреден напредок кај детето. Така да имаме што поголема функционалност, значи побрзо темпо на развој, како што кажав, нели подигнување на коефициентот на интелигенција, како што кажавте, Сонја. И сега напоменавме, значи дека постојат одредени скрининг тестирања, според кои што во текот на бременоста, додека значи мајката бремена, може да се открие дали плодот ќе биде носител на Дауновиот синдром. Кои се тие скрининг тестови и како се прават? Во кој период од бременост треба да се направат како превентива? Со самиот напредок на медицината, денес ние би можеле да се каже дека сме многу среќни поради појавата на се понови скрининзи, тестови кои што се прават уште во раната бременост, нели кога се уште може да се изврши прекид на бременоста, сепак по желба и на родителите, сепак постојат и лица на кои што не им е важно дека нивното дете ќе има одредени хромозомски заболувања и одредени синдроми, но сепак треба да сме среќни што уште во првото тромесечие, значи се денес се извршуваат одредени истражувања кои што најчесто се ултразвучни, значи не се инвазивни, значи или се со помош на ултразвук или со помош на едно обично испитување, на земање на крв. Тоа е најновиот тест, значи на ИФТ тестот, така? Да. И сепак тоа се еден вид на толку сеопфатни тестови кои што даваат сигурност и точност. Да, кои што даваат сигурносни, точни податоци, значи околу 99% е точноста и може да се каже дека и при одредени ултразвучни прегледи на докторот, кој што нели тука го одредува полот на бебето, нели колкава е возраста, има одредени значи показатели на плодот со гледање на одредена вода под вратот кој што ја гледаат тие
и други некои слични податоци и можат веднаш да ја стават таа мајка како ризична и понатаму се вршат други истражувања со амниоцентеза и други истражувања и со кои што може со сигурност да се утврди дека детето што го носат има Даунов синдром или одредени други заболувања и слично, а понатаму нели мајката сепак е таа што одлучува дали ќе го дали ќе го роди или не. Чинам дека имаше некоја законска регулатива која што обврзуваше мајки во зависност од возраста, како што кажавме, нели еден од ризик факторите е самата возраст на мајката. Што поголема возраст, толку поголема веројатност да биде зачнато дете со Даунов синдром. Токму заради тој скрининг тест со аминосинтеза, нели беше, мислам дека имаше некоја одредена старосна возраст на која што мораше да се прави аминосинтеза, доколку мајката е чинам 35 или 36 годишна. Така беше. Сепак за тоа повеќе докторите, но сепак мислам дека постојат одредени ризични групи на родители кај кои што сепак се препорачува да се прави амниоцентеза, значи тука е кај постара мајка или постар татко, значи и возраста на таткото има значи многу голема улога, не само на мајката, бидејќи самата таа хромозомска грешка за да настане Даунов синдром не е фактор само мајката, туку и таткото, значи кога настануваат тие делби понатаму во однос на правење на таа грешка, потоа исто така ако има во семејството одреден неколку колена и назад во семејството ако постои случај на Даунов синдром или други хромозомски значи заболувања или грешки, потоа ако наследниот фактор сепак се прати. Так. Да, сепак се прати, да. Потоа исто така, значи возраста рековме, тие се оние фактори за да се направи таа амниоцентеза, испитување на хромозомите. Би сакала да напоменам овде дека амниоцентезата е инвазивен метод. И сега повеќе се препорачува нифти тестирањето, бидејќи е неинвазивен, се прави со земање на крв. И добро би било за оние родители кои се од Охрид и Струга да слушнат дека и во Охрид има една лабораторија кај што се изработува таков тест, значи не мора да одат до Скопје за да ги прават тие тестирања, можат и овдека да ги направат. Ете така се трудиме и со денешниот наш разговор, значи да насочиме на важноста на токму 21 март светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Вие како Порака Нова, значи постојано се трудите да работите со овие лица со интелектуална попреченост, нели да ги одбележувате сите овие светски манифестации, давајќи акцент на важноста на овие лица дека може да бидат равноправни чинители на ово општество, значи особено задоволство мојот разговор денеска со претседателката на Порака Нова госпоѓата Сонја Маџовска и секретарот Анита Гаговска-Шутиновска. Зборуваме значи за Даунов синдром. Тука ќе направиме кратка пауза за нашите генерални спонзори и прилогот од стоматолошкиот центар доктор Батковски, кои што покрај грижата и особеното задоволство да партиципираат во Медика Инфо Плюс, давајќи информација плюс, осврнувајќи се на сегментот наречен здравје од нашиот живот, се осврнуваме значи на здравствената состојба на нашите заби и прилогот од, како што кажав, стоматолошки центар доктор Батковски, а веднаш потоа и палетата на производи од здрава храна од продавницата Биокосмос. За веднаш потоа да продолжиме со вториот блок од нашиот разговор со моите денешни гостинки со особено задоволство. Бидете со нас. Во ерата на дигиталната револуција, дигиталната панорама е навистина дострел за стоматологијата. Бројни се придонесите од новата апаратура. Ова е многу важно за нас и како стоматолози, како доктори, но исто толку важно е за пациентот, затоа што диагностиката е една главна алка, ви рекла, во стоматологијата, затоа што со правилна диагноза, само со правилна диагноза можеме да дојдеме и до правилен избор на третман и примена на правилна терапија, а со тоа и крајната цел излекување на пациентот. Најпрво и најважно би кажала дека за дигиталните панорами е дека имаат минимални дози на зрачење,
минимални дози на штетните X зраци, кои за сите е познато дека се штетни по организмот, треба да се ограничи изложувањето на овие зраци. Кај дигиталните панорами не е ограничен бројот на снимања во текот на годината, што значи овие минимални дози воопшто не се штетни за организмот. Во однос на стандардните панорами, може да се каже дека 30 пати е помало зрачењето кај новите дигитални панорами. Друга предност која што би ја споменала е можноста за добивање на снимки веднаш. Снимки кои што веднаш може се дигитални, може веднаш да бидат препратени по имейл или снимени на CD и може веднаш да се прави анализата, односно да се диагностицира известен проблем во коската или на забите. Сликите кои што се добиваат се со многу повисока резолуција од стандардните снимки. Опциите на самата програма на софтверот на Carestream CS 8100 панорамата која што имаме се големи. Има можност за дополнително зголемување на сликата, за исчистување на сликата, вршење зумирање, вршење на разни премерувања на структурите кои што сакаме да ги измериме. И едноставно работата е олеснета со дигиталните панорами. Во нашата ординација внимаваме да се држиме до еден протокол на работа, а тоа би било прием на пациентот, нормално анализа на актуелната состојба во устата, применување на диагностички постапки доколку е потребно, тоа се малите ретроалвеоларни снимки за снимање на поедин зоб, или доколку е потребно снимање на цела панорама, правење на анализа на добиените снимки и поставување конечно на една крајна диагноза, после која се пристапува до терапија на пациентите и онаа финална цел решавање на правилен третман и решавање на проблемите. Реално, секаде во светот, не се почнува со никаков третман без да ја знаеме актуелната состојба натре во вилиците, затоа што тие ситуации на коска и на забите не се видливи при клинички преглед. Значи, она што ние го гледаме надворешно е само 20% од она што навистина се случува во устата и можам да кажам дека повеќе од 90% е потребно. Доколку гледаме дека можно има ризик за можност за некакви проблеми внатре во самата коска или на корените на забите. Кај здрави заби со плитки кариеси, каде што пациентот нема никакви текоби, нормално дека нема потреба од панорам, меѓутоа пациенти кои што се жалат, имаат здрави заби, меѓутоа се жалат на некоја тапа болка во пределот на вилиците, како притисок. Најчесто се работи за импактирани умници, импактирана осмица. Тоа се третите молари кои што во последно време се почесто немаат простор за да изникнат и се внатре во вилицата, а добиваат некој импулс за раст и ги туркаат останатите заби, така да тоа може да го видиме исто така само на снимка. Бројни се индикациите кога треба да снимиме. Значи не снимаме само во ситуација каде што е се во ред.
Поздрав до гледачите на ТВМ телевизија и поздрав до сите оние кои што го следат најновото издание на емисијата Инфомедика Плюс со колешката Ирена Трајковска. Ние се јавуваме од светот на здравата храна, од продавницата на Биокосмос во нашиот град и Надица сега ќе ни каже нешто повеќе за некои нови производи кои што можете да ги најдете токму тука во продавницата на Биокосмос. Малку нешто поекзотично, меѓутоа ќе оставиме на тој што се разбира да ни каже. Прво, добре дојде во Инфомедика Плюс. Надица, кажав нешто поекзотично, колку што знам јас, нешто што ни доаѓа од далечниот исток, зашто ќе зборуваме денес. Денеска би сакале да му кажеме на гледачите дека ги имаме производите кои што се користат во макробиотиката и се доста поволни за дигестивниот систем, во исхраната може да се користат, тоа се соја сосовите, уме боши сливата која што е многу барана сега во овој период и ја препорачува дури и докторите. И за некои други производи кои што спаѓаат во макробиотика и алгите ќе ги споменеме, ама тоа така, кога ќе им дојде редот. Да, кога ќе дојде редот. Денеска би сакала да кажам за мисо, за барли мисо и хачо мисо. Тие се соја сосови кои што се преработуваат на различен начин, имаат посебна техника на обработка. Таа обработка доаѓа, значи начинот на обработка му е ферментирање, а тоа ферментирање трае долгогодишно, значи 2 до 3 години му треба да ферментира заедно со соја, сос, вода и алга, габа, уствари габа, која што е користат во Јапонија и која што е многу делотворна. Тоа се тие состојки кои што се наоѓаат во овие миса. Така, значи само процесот на ферментација нема нешто индустриско со додавање од земјање, само процесот на ферментација. Процесот на ферментација кој што е долг и макотрпен за да се создаде ова мисо. Има различни вкусови на мисо зависно од тоа што ќе се стави во процесот на ферментација. Барли мисото е со јачмен. Така. Хачо мисото има потемен вкус, подолг временски период на ферментација, потемна боја, има мисо кое што има светла боја, тоа има повеќе поголем процент на габата која што ја ставаат, затоа има побела боја. Потоа има миса кои што имаат ориз, кој што става ориз, зависно од додатоците, тие се потоа го добиваат и вкусот овие миса. Зашто се користат? Добри се за дигестивниот систем. Најмногу за дигестивниот систем затоа што имаат ензими, минерали, протеини, богати се со протеини и нема никакви конзерванси, додатоци, затоа се и многу здрави, го регулираат дигестивниот систем. Можат да се користат, најмногу ги користат во салати, чорби, како додатоци, преливи. Да, преливи. Треба да се спомне дека овие миса се солени и затоа не треба да се става сол во јадењата, затоа што солениот вкус му го дава мисото и посебен шмек и вкус. Соја сосовите, тамари сосот и шоју сосот исто така се добиваат на начин кој што доаѓа од ферментацијата. При начинот на ферментација, густата маса која што се користи за мисото слегува долу, а течноста која што останува маслото што го викаат на површина, со негово прочистување и ферментација се добиваат овие шоју и тамари сос. Добро, тие едно растение и нешто колку производи добиваат? Да, многу производи добиваат, во нив има соја, сос, соја, значи ферментацијата е соја, сол и овие алги кои што габите кои што ги додаваат и она ориз што додаваат, тоа е. Сите овие би ги препорачала, значи да се конзумираат затоа што го подобруваат варењето. Соја сосот и особено и мисото, овие соја сосови помагаат во зеленчук, значи за полесно варење на зеленчукот во организмот, затоа што знаеме има потешкоти со целулоза, се онај зеленчук кој што има целулоза, кој што потешко се вари, да, потешко се вари, може да го користат ова и да го олеснат начинот на варење во организмот. Друго кое што имаме васаби, тоа е јапонски рен, исто така многу баран производ. Дали се не толку луто? Многу луто и се прави, може од него, ние го имаме овдека кај нас во прав. Може да се прави паста, значи со вода да се измеша, да се направи паста, да се става во јадење. Потоа можам да го споменам кузуто, тоа е
многу интерес ко желатин, ко говедски желатин. Пошто е од животинско потекло, кузуто е растително потекло. Може да се користи во овошје, значи за карамелизирање на овошје, прекрасен вкус дава. Кузуто помага при чистење на црниот дроб. Може да се еден вид антиоксидант. Да, антиоксидант, да, кузуто антиоксидант и детоксификатор на самиот организам представува. И не прави никакви проблеми во организмов кои што можат да настанат и при варење и со црниот дроб, прочистување на цревата, на се овие дел од макробиотиката кој што го имаме е одличен за конзумирање и би му препорачала, се извинувам, на гледачите да дојдат на посета и да го пробаат овој дел од исхраната кој што го имаме ние овде кај нас. Ова што доаѓа од далечниот исток. Ете, почитувани гледачи, имавте можност да се запознаете нешто повеќе за производите кои што можете да ги најдете во Биокосмос продавницата, а кои што ни доаѓаат од далечниот исток и видовте и самите преку разговорот со Надица. Тие прават буквално од ништо знаат да направат, изгорена се да ви биде благотворно и благопријатно за вашиот организам, посебно во овој период кога ни е потребен имунитет и појачена исхрана. Толку од мене, ќе се видиме во следното издание на Медика Инфо, повторно со нови информации за нови производи од продавницата на Биокосмос во нашиот град. Ете така продолжуваме во вториот блок од нашиот разговор после кратката пауза со моите денешни гостинки, господјата Сонја Маџовска, председател на Порака Нова, исто така мора да напоменем и дефектолог во Основното училиште Брајке Миладиновци во Струга, и Анита Гаговска-Шутиновска, секретар во Порака Нова. Тоа е организација која што се занимава, значи работи со лицата со интелектуална попреченост и можеби ете еден од најадекватните фактори во ова Охридско струшко подрачје со кои што би можеле да зборуваме за Дауновиот синдром од еден поинаков аспект, иако низ нашиот разговор несомнено се наметнува тој стручен медицински дел кој што мораме формално да го поминеме, давајќи особен акцент на спецификата на ова нарушување Даунов синдром. И заведнаш потоа да кажеме и за дел од активностите кои што можеби ќе бидат поинтересни за нашите гледачи што ги превземате како здружение. Меѓутоа, Сонја, би кажале, дали лицата со Даунов синдром имаат зачестеност на некои заболувања и кои се тие заболувања на кои што токму овие лица заради таа специфика на нарушеност се поподложни? Лицата со Даунов синдром уште со самото раѓање, значи бебенцето кое ќе се роди, забележуваме кај него одредени надворешни карактеристики, фенотипски, според кои се препознава и веднаш се препорачува, бидејќи многу често се појавува токму таа срцева мана, срцев шум, потоа исто така се појавуваат одредени проблеми на внатрешните органи, на желудникот и цревата, значи се препорачуваат во првите 2 недели да се направат тие истражувања во однос на тоа дали постојат такви проблеми, кои што подоцна би биле доцна за бидејќи е висока смртноста и сепак се многу чести кај овие лица. Понатаму би сакала да спомнам дека голем број од лицата со Даунов синдром имаат оштетување на видот и на слухот, потоа исто така имаат проблеми во однос на горните дишни патишта, поради одредената градба на нивниот нос и секако тука би го спомнали за дебелениот јазик, кој што секако денес поради напредните медицински техники и оперативни зафати, сето тоа се санира и представува еден плюс во однос и било да се работи и за оштетување на видот и на слухот и представува еден плюс во однос на нивната можност за учење, особено поради тоа што многу често нивниот говор е оштетен, се прават одредени оперативни зафати, потоа видот и слухот доколку се значи
намалени, исто така имаат намалена способност за учење, што сепак представува голем фактор за нивната адаптација и сознавање понатаму и корекција уште во раната возраст на овие проблеми кои што ги имаат, заболувања и пречки кај овие лица, представува еден плюс во нивниот живот. И би сакала да спомнам и дека во 50-тите години на минатиот век кај овие лица, значи нивниот век на живот бил околу 10 години, значи поради тоа што овие болести биле смртоносни кај нив, а сега веќе, значи после многу години по напредната Суднили со самиот како резултат на развојот на медицината, така и продолжува животниот век. Нивниот век се продолжува и понатаму се вклопуваат во целосното општество, нивниот живот, се вработуваат и живеат еден квалитетен живот, што сепак зависи и од што им дава државата и како се однесува општеството спрема нив и колку тие се прилагодени. Зависно со стимулативните мерки, така и последицата. А ние кога зборуваме за лица со Даунов синдром, за каква попреченост мислиме интелектуална во смисла? Како што кажавме, најчесто кај лицата со Даунов синдром се јавува умерена интелектуална попреченост. Често се јавува и лесна интелектуална попреченост, а во одредени случаи се јавува и тешка интелектуална попреченост. Сето тоа зависи и од третманот и од професионалците кои што работат со нив, од стимулацијата која им се дава, од нивната вклученост во општеството, од едукацијата која ја добиваат, може да се влијае на интелектуалната попреченост, на подобрување на нивото на интелектуална попреченост. Со самото тоа нели се подобруваат и условите кои што даваат да бидат токму тие лица нормално и активно вклучени во општеството. Сега на кој начин ете и вие како организација и самото општество сигурно имате информации и насоки се грижи за овие лица да бидат интегрирани токму на адекватен начин соодветен нели на нивната можност. Значи ние работиме максимално што можеме прво да ги сензибилизираме родителите во најголемиот број на случаи, тие да станат малку поотворени кон сите методи, првично за ранна интервенција, па за едукација и вклучување во социјалниот живот. Значи често за нив во првиот почеток при самото раѓање и дознавање дека нивното дете има Даунов синдром представува шок и неверување. Но ние работиме со нив да го прифатат тој факт и да почнат да работат уште од најрана возраст со детето. Потоа да го носат дали во посебна паралелка или во редовна, во зависност од тоа како ќе се одреди. И детето потоа да посетува различни други активности, да посетува дневни центри, рекреативни центри, да се вклучува во спорт, многу е битно. Разни активности, така. Да. Има деца со Даунов синдром кои посетуваат различни курсеви. Тоа е буквално да бидат активен дел од општеството. Што вие како порака нова, вие Анита сте секретар, господјата Сонја е председател на порака нова, што вие како организација давате и му возможувате токму на лицата со Даунов синдром? Значи тие лицата со Даунов синдром во нашиот центар го посетуваат дневниот центар, а исто така имавме и рекреативен центар кој дел од нив посетуваа курсеви по танц, пеење, описменување, готвење, значи различни курсеви за нивно вклучување во општеството и социјализација. Работиме и со родителите, исто така и со општеството, значи да се сензибилизира општеството и да стане отворено за Дауновиот синдром, за лицата со Даунов синдром, да ги прифаќа и да може тие да
да станат, како што кажав, нормално да активен функционира. дел. Токму тоа е моето следно прашање. Дали е возможно покрај сите овие, како што кажавте, доколку заложбите се адекватни, се агресивни до тој степен да дозволат квалитетот на живот на овие лица да биде подобрен со самото тоа нели подигнување на интелектуалната способност на овие лица? Дали е возможно лицата со Даунов синдром да водат исполнет и здрав живот, Сонја? А веднаш потоа би ни кажале, ете, сигурно поседувате некои информации дали во светско ниво веќе се забележани некои успеси, па и кај нас? Сепак, за да води едно лице квалитетен живот, како прва алка во тој ланец на фактори, кај секое лице представува семејството. Значи, семејството е тоа што прво треба да прифати дека дека член од нивното семејство има Даунов синдром и сето тоа да биде подредено на еден таков начин, тоа да не представува товар на семејството, што многу често е тоа во нашето општество, туку да му дозволат да биде самостојно, да живее свој живот, а исто така со тоа и другите членови на семејството да имаат свој живот. Многу често се забележува семејство во кое што целата подреденост е на лицето со интелектуална попреченост. Сепак кај нас во нашата држава се има некој напредок во кој што со отворање токму на тие дневни центри, на одредени активности, одејќи детето значи во детска градинка, на училиште, во дневен центар, на некој начин го исполнува неговиот живот и освен што го исполнува временски, значи влијае и на квалитетот на неговиот живот и сепак представува една олеснителна самата социализација како олеснителна можност така. и другите членови од семејството да го исполнуваат нивниот живот. И секако би можела да кажам дека со исполнување на животот кај овие лица, сепак тие се еден позитивен пример во општеството на лица кои што се секогаш позитивни, секогаш насмеани, секогаш знаат да го изразат и најмалото задоволство на еден убав начин, пружат многу љубов целосно кон околината, кон сите стручни лица што работат со нив и едноставно сите ги сакаат. Еве би можеле да кажеме и многу примери позитивни во општеството, посебно во последната деценија, на која што треба да се угледаат и други лица со Даунов синдром и други семејства, за да превземат исти пример таков каков што сигурно постојат одредени забележани случаи на лица со Даунов синдром кои што се водат нормален живот, би рекле, и се успешни луѓе. Така? Да, значи во минатото лицата со Даунов синдром и општо лицата со интелектуална попреченост беа на некој начин отфрлани од општеството. Разговарањето за нив и вклучувањето нивно во општеството беше еден вид на табу тема, но со годиниве се покажа дека тие можат оптимално да се вклучат во сите процеси од оживењето и последниве години може да заприметиме и неколку случаи, еден од нив и во Македонија, на студенти со Даунов синдром. Првиот дипломиран европјанин е од Шпанија. Тој во моментов работи како активист за борба за правата на лицата со Даунов синдром. Има снимено филм со Лола Дуењас, филмот се вика Јас исто така, и прави компарација на еден пар кај што двајцата се со Даунов синдром, а друг пар кај што едниот е со Даунов синдром, а другиот не е со Даунов синдром. Значи, тука се обработува исто една табу тема, значи сексуалноста и репродуктивното здравје на лицата со Даунов синдром, кој што за жал се уште не е толку отворено и не се зборува за тоа. Исто така во Македонија имаме студент на педагошкиот факултет, тоа е Цако, значи Александар Матовски Цако, кој што оваа година беше представник на Македонија, говорник во Обединетите нации на собранието, кој се одржа по повод Светскиот ден
на лицата со Даунов синдром. Тој таму беше со сестра му, ја раскажа неговата приказна. Тој е водител на радиоемисија на МОВ радио и исто така е пливач. Уште еден успешен пример. Да. Да дополнам, има напишано исто така книга со поезија. Значи тоа е своевиден успех, апсолутно целокупно и сеопфатно ангажирање како вообичаена нормална личност, така. Да, а уште еден добар пример е мој ученик од Шпанија, кој што е светски вице шампион во пливање, национален шампион во Шпанија по пливање и регионален шампион во пливање. И градоначалничката на неговиот град, главната улица во градот ја крсти по негово име и базенот во градот ја го крсти по негово име. Може би овие се неколку примери кои што сега ги напоменавме, кои што меѓутоа даваат толку големи резултати што сублимирано кај повеќе лица би требало да ги собериме, лица кои што нема, значи ваков вид на нарушување појава на Даунов синдром и ги немаат сите тие квалитети како овие личности кои што ги напоменавте. Не го кажуваме ова како некоја агресивна презентација токму на овие лица, презентирајќи ги како вообичаени, туку најважно да кажеме дека доколку сите заедно се потрудиме системски, значи заеднички да понудиме нешто што ќе му возможи еден поквалитетен живот на овие лица, тие имаат апсолутен своевиден успех како сите здрави и нормални лица на ова општество. Тоа е всушност поентата. Така. Да, се надеваме дека на некој начин постојано и се повеќе се сензибилизира, значи јавноста, и се надеваме дека вакви примери ќе бидат почести и понатаму. Би сакала уште на самиот крај, значи го напоменавме 21 март како светскиот ден на лицата со Даунов синдром, сигурно го одбележавте како порака на ова организација Оструга, кои активности и мерки ги превзедовте, Ани, одбележувајќи го овој ден, исто така и пред неколку дена 2 април, нели, светскиот ден за аутизмот, во корелација, нели, овие два дена. Да, значи ние секоја година ги одбележуваме двата дена. На 21 март на светскиот ден на Дауновиот синдром организиравме една акција со делење на флаери за запознавање на средината со Дауновиот синдром и организиравме едно снимање во една фирма за заштитно друштво во Струга, кај што наш корисник е вработен и допринесува и за самиот себе, за семејството, и за фирмата и за општеството. За денот на аутизмот исто така имавме една парада, делевме флаери, сини панделки, нели сината боја е заштитна боја на денот на аутизмот. И балони сини како така, символиката. Да. Токму заради бојата. Госпоѓа Маџовска, како председател на Порака Нова, се трудите, значи, вашите заложби, плановите и програмите кои што ги правите сигурно на годишно или повеќе годишно ниво, да се во насока, значи, за ангажирање и севкупно интегрирање во општеството како рамноправни чинители токму на лицата со Даунов синдром. Имате посетители така во Струга со Даунов синдром во вашата организација, да? Да, постојано, значи, доаѓаат штитеници се во дневниот центар. Тие се веќе возрастни лица кои што завршиле, значи, образование. Едниот има дури и сопруга, значи, но сепак пола од неговиот ден го поминува во дневниот центар. Посетата во дневниот центар влијае позитивно на него, значи тука се учат секојдневни навики, било тоа да се хигиенски, работно-окупациона терапија, значи тука исто така постои. Се работи, значи, и во однос на корекција на говорот, на одредени моторни активности, движења, значи оние потребни активности, било да се корективни, било да се учат, постојано се развиваат, без разлика дека тие веќе се возрастни лица, и сепак влијае понатаму пола од неговиот ден да го поминува со своето семејство. Квалитетно исполнет половина од денот, остатокот со позитивна енергија да биде поделен со семејството на вообичаен и убав начин, така. Да се надоврзам на тоа што Сонја го кажа, значи со тие активности кои што ги работиме во Порака Нова,
ние допринесуваме за утре тие лица со Даунов синдром да бидат вработени. Еден од Игор, како што веќе напомена. Значи, стекнуваат вештини кои што утре можат да допринесат позитивно на работното место кое ќе го стекнат. И посредуваме исто така и при нивно вработување во локалните фирми. Така, убава е таа интенција што имате како тренд и прогресивен тренд, мора да забележиме според сите овие случаи бројни и да бидат уште побројни во иднина. И се надевам дека дадовме свој виден допринос и ние како редакција на ТВМ телевизија, давајќи осврт токму во Медика Инфо Плюс на ова, би рекле, специфика, но благодат на луѓето кои што имаат за жал Даунов синдром, може би ги немаат сите оние апсолутно слободни влијанија и работи кои што може да ги прават како нормалните чинители на општество, но сепак се рамноправни и перспективни да еден ден бидат исто така на исто ниво со тие рамноправните чинители на општеството и да имаат навистина квалитетен и исполнет живот, како што барем вие во тие неколку часови при посетата на сите тие штетеници во Порака Нова им го давате токму тоа чувство. Така. Особено задоволство беше да ви имам денеска како гостинки Сонја Маџовска, председател на Порака Нова и дефектолог во Основното училиште Браќа Милодиновци од Струга и Анита Гаговска-Шутиновска, секретар во Порака Нова. Ви благодарам за денешниот разговор и се надевам дека повторно ќе најдеме повод за да се осврнеме на вашите активности. Овој пат може би имавме и поголем дел од нашиот разговор од стручен аспект, давајќи осврт на Дауновиот синдром, но сакав да биде проговорено токму за Даунов синдром од стручен аспект, затоа што не сме зборували во Медика Инфо Плюс и ова беше прво излагање за Даунов синдром, но надополнувајќи со сите активности кои што ги правите во Порака Нова во Струга. Благодарам. Ви благодарам на поканата и како за крај би сакала да дадам еден апел до родителите кои имаат дете со Даунов синдром да не посетат, да ни се обратат и да можат да го донесат детето да биде дел од активностите кои ги спроведуваме. Со тоа семејството би се растеретило малку од секојдневните обврски околу него, родителите би добиле вработување и семејството на тој начин би имал и финансиски бенефит и релаксирачки. Така. Сонја, и вас ви благодарам. Прв пат имавме за гостинка во Медика Инфо Плюс, се надевам не и последен пат. И понатака, како што кажавме, повторно со излагање за сите активности кои што ги превземате во Порака Нова и за сите идни планови, благовремено да го известиме телевизискиот аудиториум и да насочиме на тоа дека со сите заложби кои што ги правите, се со цел за подобрување на квалитетот на животот на сите лица, би рекла. Ви благодарам за поканата. Се надевам дека на овој начин допревме малку посебно во однос на превентивниот дел кај младите родители, во однос на подигање на свесноста, во однос на забележување на првите симптоми кај нивните бебиња, што сепак би било од голема помош за родителството, како и за поквалитетниот живот доколку се роди дете со Даунов синдром. Така, објаснавме дека сепак е специфична состојба, но со свој виден третман и навремено, значи, започнување со адекватни вежби, тоа дете може апсолутно да добие еден квалитетен и убав живот, кој што го заслужува. Така. Благодарам уште еднаш, особено задоволство и прекрасен разговор имавме, но оставаме за понатака сето она што не го објаснавме денеска или не го кажувавме заради временските детерминанти, да ни бидете повторно гостинки и да кажеме за сите, како што кажав, активности на Порака Нова Струга. Благодарам. Благодарности до вас, драги мои, што бевте дел од Медика Инфо Плюс и овој пат се осврнавме на 21 март, светскиот ден посветен на лицата со Даунов синдром. Исто така го одбележавме неодамна 2 април, светскиот ден на лицата со аутизам, со моите две гостинки од Порака Нова, организацијата од Струга, која што се грижи за лицата со интелектуална попреченост и има возможност еден поквалитетен живот. Особено задоволство беше да позборуваме дека и овие лица навистина заслужуваат и на кој начин може да го добијат тој квалитет од живот и да можат сите убавини од овој свет да бидат почувствувани на апсолутно идентичен начин како сите нас останатите, затоа што на крајот на криштата може би здравјето и не е сено. Без здравјето за сите се ќе биде ништо, затоа се трудиме да го негуваме и подобриме онолку колку што се може. Благодарам и секој добро.